Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија изработи водич за неспроведени постапки во процесот на арондација кај земјоделците. Постапката во процесот на склучување договор за арондација е следна. Согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште, пропишана е постапка за регулирање на сопственичко-правните односи на лицата кои користат земјоделско земјиште во државна сопственост, кој им е доделено во постапка за арондација, а ги немаат регулирано имотно-правните односи. Потребната документација е следна: барање за склучување договор до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, чиј последен рок за апликација е 27 ноември 2014. Изјава од барателот заверена на нотар под материјална и кривична одговорност, со која потврдува дека 20 години непречено и непрекинато го владее земјоделското земјиште во државна сопственост, која му е доделено во постапка за арондација. Имотен лист како доказ за сопственост на земјоделското земјиште кое владение го отстапил во постапка за арондација и геодетски елаборат со мерки и граници на земјоделското земјиште кое е предмет на размена. Од подрачното одделение на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Крива Паланка информираат дека чекори во постапката за поднесување барање за арондација се следни: поднесување барање, увид на лице, место и подпишување договор, записник доколку барањето е комплетно, доставување на барање на мислење до надлежни институции, добивање согласност од страна на владата на Република Македонија и склучување договор за размена. За подетални информации на сите заинтересирани граѓани за консолидација на земјоделско земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели, односно арондација, може да се обратат во подрачното одделение на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Крива Паланка, како и во канцеларијата на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во Крива Паланка и Ранковце.